кога на македонското население во Егејска Македонија му се закануваше фашизмот и буржуаскиот режим. А тоа значеше и одземање на националните и социјални права на македонците. Токму во вакви бурни и неизвестни времиња со својата активна револуционерна дејност се истакнува Ташко Караџа, младински партиски раководител, еден од главните организатори на народно-ослободителната борба во 1941 година во Егејска Македонија. Тој стана пламенен приврзеник на марксистичките идеи и непоколеблив борец за слобода на својот напатен народ. Беше пример како треба да се бори за комунистичкото и антифашистичко движење. За овие идеи, ова непокорно момче беше стрелано од фашистичките куршуми на 23. мај 1942 година во Солун. Ташко Караџа е роден на 14. април 1914 година во споменатото село Дъмбени Костурско, од кое денес останаа само голи цидови. Потекнува од македонско, печалбарско семејство. Основно образование стекнува во родното село, а школувањето го продолжува во средното земјоделско училиште. Меѓутоа, по 2 години училиштето се расформира и тој се враќа во Дъмбени. Желбата за школување и за напредување во животот, амбициозниот Ташко го насочува кон марксистичка и комунистичка литература. Ги согледува неправдите на својот народ и како 15 годишно момче започнува со организаторска и револуционерна активност. Ташко Караџа беше повторно фатен и мачен, а потоа испратен на островот Ајстратис и во 1937 година е префрлен на злогласниот затвор, односно логор Акронавплија на Пелопонес. На 28. октомври 1940 година фашистичка Италија ја нападна Грција. Логорашите, меѓу кои беше и Ташко Караџа, побараа да заминат во борба. Меѓутоа, наместо на фронт, помладите затвореници беа префрлени во една средновековна тврдина на Пилос, а во март 1941 година повторно ги вратија во логорот Акронавплија, кој им беше предаден на окупаторите. Летото истата година од овој логор успеа да избегаат 30 затвореници, меѓу кои Ташко Караџа и Лазо Трповски. Во Атина Ташко останува кусо време, а во јули е испратен во Солун. Потоа е назначен за секретар на окружниот комитет на Комунистичката партија на Грција за Катерини. Иако хендикепиран што е далеко од неговиот роден крај и од неговиот народ, Ташко Караџа како прекален комунист и револуционер се зафаќа да обнови и создава силни партиски младински организации. Веќе во ноември 1941 година беше формирана и првата партизанска група на Северен Олимп. Ташко придонесе и за разгорување на отпорот на масите против фашистите во овие тешки времиња. Од Катерини Ташко Караџа пак оди во Солун. И токму како проверен, цврст и афирмиран револуционер, кога треба да се вклучи во борбата со оружје против окупаторот, младиот Ташко е откриен во јавката при извршувањето на една партиска задача. Грчката полиција го предава на Гестапо и го затвора во познатиот злогласен затвор Едикуле во Солун. Овде тој е мачен за да се откаже од своите револуционерни комунистички идеи. Меѓутоа останува цврст и непоколеблив. Осуден е на смрт. Последното видување со своите Ташко го има 2 дена пред стрелањето со мајката Мара и зетот Филип Ралевски. На 23. мај 1942 година во 6 часот наутро, 28 годишниот револуционер од село Дъмбени Ташко Караџа е стрелан во Солун. Јас не се плашам од вашите куршуми, рекол храбриот борец пред да го стрелаат фашистите. Зборови на голем патриот кој целиот свој живот го помина во борбата за слобода на својот народ, за остварување на националните права на македонците во Егејска Македонија и борец против експлоатација и потиснување на прогресивниот народ. Името на Ташко Караџа стана символ на борба, непокорност и идеали за слобода на македонскиот народ. Неговиот лик меѓу помладите борци остави впечаток на млад македонски револуционер, со чие дело денес се гордеат денешниве генерации.